Добар ден и добре дојдовте во празничното великденско издание на Fairplay. Сите кои го празнувате Великден, посакувам да имате убаво и радосно попладне, а ние ќе бидеме среќни ако оцените дека нашата денешна содржина е доволно вредна за да го добие вашето внимание. 2024 година е олимписка година и затоа е од посебно значење за елитните спортисти, за олимпијците, за оние кои ќе се обидат достоинствено да се представат себе, да ги надминат своите досегашни спортски достигнувања и секако, во најдобро светло, да ја представат својата земја и својата нација. Една од нашите денешни теми ќе биде начинот на кој Македонија досега била представувана на Олимписките игри, како досега биле организирани нашите делегации, а како годинава ќе изгледа нашата делегација. Ќе зборуваме и за еден многу значаен настан, а тоа е Младинскиот олимписки фестивал. Станува збор за најголемото европско надпреварување за млади спортисти, кој се одржува под капата на Европскиот олимписки комитет и представува едно од најголемите шанси за соодветна подготовка на спортистите за евентуално идно учество на Олимпијада. Но овој настан Скопје и Македонија ќе имаат чест, но истовремено и голема одговорност да бидат домаќини во 2025 година. А земајќи ја предвид импресивната кариера и спортски достигнувања на мојот денешен гости, ќе ми биде задоволство да го слушнеме и неговото мислење околу тоа каде може и каде мора да се коригира системот на работење во македонскиот спорт за освојувањето на медали да не биде онолку недостижно колку што е сега. Тој е еден од најистакнатите спортисти кои ги има Македонија. Поранешна одбојкарска звезда на Вардар, но и на Барселона и Реал Мадрид. Некогашен капитен на југословенската одбојкарска репрезентација, а по завршувањето на кариерата на играч изгради и извонредна кариера на тренер. Во Fairplay гостува актуелниот спортски директор на Македонскиот олимписки комитет, а тоа е господинот Владимир Богоевски. На важни теми поврзани со спортот во ова празнично издание ќе разговараме со личност, човек, спортист кој е и повеќе од компетентен да говори на сите овие теми, а за мене е искрено голема чест и задоволство што за прв пат во Fairplay го пречекувам господинот Владимир Богоевски. Добре дојдовте во Телма и во нашето студио. Добро ве најдов. Благодарам за поканата и да искористам прилика да ги поздравам сите гледачи на вашата телевизија и воедно да им го честитаме празникот Великден на сите верници. Со желба да сите што им се отидени надвор, децата и пријателите да во тој момент да се дружат сите заедно и да заедничи да го прослават тој празник. Да, верувам дека вие знаете како е од оние некои минати денови кога човек поради обврските не секогаш во тие празнични моменти па и други важни моменти може да е дома. Сега сакам друго да ве прашам. На оваа возраст, со оглед на тоа како изгледате и со кое темпо работите, како успевате тоа да го постигнете, така да биде една мотивација за помладите? Па ја ништо не сум сменил откако работам. Значи, мојот начин на живење и на работа е секогаш бил едноставен. Кога сум бил играч, сите обврски како играч сум ги извршувал по 2 пати или по 3 пати на ден. Кога бев тренер, истата таа работа, само од другата страна, со работата со играчите и со екипата, спремање на екипата на тие надпревари и така натака. А сега како спортски директор на МОК, моите обврски се други, да речам, канцелариски и тие контакти со сите федерации, клубови и тренери е на друго ниво. Меѓутоа, оној дел што го кажувате вие, таа физичка припрема и тоа, јас си се одржавам нормално сам за себе, не ради другите, затоа што добро се осеќам после секој тренинг. Човек кој се избања после тренингот се осеќа стварно и помлад и поздрав. Ова е важна година за спортот заради тоа што е олимписка година. Како за сите елитни спортисти и спортови, така треба да биде и за нас. Меѓутоа во овој момент кога јас и вие разговараме,
Веројатно не можеме да се пофалиме дека сме во сјајна позиција. Се уште македонската делегација не би можела да се пофали со спортист кој има норма. Како стоиме со годинашното учество на Олимпијада? Мислам дека ова е трагедија за целиот македонски спорт. Мада некој тоа го кажува дека е тоа најголема кривица Олимпискиот комитет, што не е точно, затоа што секоја федерација е аутономна, секоја федерација е таа што ги на некој начин ги ствара спортистите. Ние сме само дел од тој мозаик кај што треба да им помогнеме, да им ги подобриме условите на некој начин, дали некогаш со финансиски средства, некогаш со обезбедување на посета на некои кампови или со спремање на нивните тренери во тие кампови, да повикнеме некои стручњаци што ќе дојдат од надвор да помогнат таа тренерска фела. Меѓутоа, реков, трагедијата е тоа што во овој момент ние се уште немаме ни еден такмичар со норма. Тоа значи дека во моментот кога би требале да одиме на Олимпијада, ние би имале во овој момент само 3 вајлд карти. Тие 3 вајлд карти се едната ќе биде во атлетика и 2 во пливање, машко и женско. И се надеваме дека во овој период сега, наредниве неколку недели, дека имаме надпревари во борење, кај што може некој од нашиве борачи, тројца борачи кои на тие квалификации на првиот предолимписки турнир не успеава, меѓутоа сега има шанса да успеат. И тука се надеваме дека ќе направиме една или 2 норми. И нашиот боксер Бобан Илиовски, кој беше на предквалификационен турнир во Милано, кај што не успеа, меѓутоа мислиме дека сега повторно во Банкок кој ќе оди, дека има шанса да направи тој олимписка норма. Имаме шанса со оние позивници што ги имаме, или така наречени вајлд карти. Ние баравме за 6 спортисти и се надеваме дека од тие 6 можеби 2 да ни дозвола, затоа што на прошлата Олимпијада ни дадоа 3, меѓутоа 3 е максимум што може на некого да се даде, и тоа што рековте вие со тие пријателски врски и така натака, меѓутоа ако ни дозвола со 20 да одиме на Олимпијада, би бил голем успех. Како одлучувате кому ќе му бидат доделени вајлд картите? Не одлучуваме ние, тоа се вика трипартитна комисија, тоа го одлучува Меѓународниот олимписки комитет заедно со Меѓународната федерација. Значи, ако е во стрелаштво, Меѓународната стрелачка федерација по некои нивни критериуми и со помош на Меѓународниот олимписки комитет и со тоа, со тие критериуми, да ги кажеме, гледаат кој на кое место е во тој момент ранг листа, на која држава и се помогнало претходно, на кого треба да се помогне ако сака да помогнат. Така да тука има доста лобирање, кај што може на некој начин да се делува, меѓутоа таа е трипартитна комисија која одлучува за доделување на тие вајлд картите. На минатата Олимпијада Македонија реално се радуваше на голем успех. И после долги години ние успеавме да освоиме медал, го освои Дејан Ѓоргиевски, кој што од друга страна сега не успеа да дојде до посакуваната норма. Зошто очигледно излезе дека е тешко да се повтори, а не па да се надмине? Дејан Ѓоргиевски беше нас најголем адут и на прошлата Олимпијада, со тоа што го оправда тоа наше верување во него со освоениот сребрен медал. Сите бевме сигурни дека тоа е само еден чекор до освојувањето на златниот медал, затоа што во тој момент видовме дека е еден од најсупериорните таеквондисти во светот и со тоа што на некои турнири, Г1 турнири кај што тој учествуваше и кај што имаше шанса да освои, поени не ги освои, и на тој начин не се квалификуваше, меѓутоа бевме сигурни дека кога ќе оди на квалификации, дека преку квалификациите, како што го направи и претходната Олимпијада, преку квалификации ќе се квалификува. И имавме шанса ние да бараме и за него вајлд карта, меѓутоа со консултација со Таеквондо федерацијата, тој заеднички беше договор дека ако он не се квалификува на начин како што треба преку борба, дека не би требало во тој момент да оди на Олимпијада. За жал не успеа.
Меѓутоа, тоа е уште еден доказ дека спортот е немилосрден и дека е некогаш многу полесно да се дојде до врвот, отколку да се остане на врвот. Представници од Олимписките комитети редовно патуваат во земјата и градот домакин пред одржувањето на игрите со цел да видите што таму се случува. Па што оно што вие го видовте во Париз, предпоставувам светот очекува дека ќе се покажат како добри домакини, но што велат подготовките? Ние бевме во Париз за некоја така наречена инспекција, за да видиме како ќе изгледа Олимпиското село, кај ќе бидеме сместени екипите, во инспекција на објектите кај што ќе се одржуваат надпреварите, кај ќе биде отварањето. Сега во моментов може би има и голем проблем со отварањето, затоа што отварањето е предвидено да биде на Сена, на реката. Меѓутоа, поради некои закани од терористички напади и така натака, имаат план Б, план С, кај ќе би се одржало тоа, така да тоа им го ставаме на домаќините кои треба да проценат во даден момент како ќе изгледа сето тоа. Кога сме кај домаќини на големи настани, Македонија и Скопје ќе имаат таа чест во 2025 да бидат домаќини на Младински олимписки фестивал. Да биде појасно за гледачите, ова надпреварување е многу важно за младите спортисти, затоа што е одлична и соодветна подготовка за тоа како функционира една олимпијада, која што е веројатно врвно достигнување за секој спортист. Прво, како и зошто Скопје и ние ја добивме шансата да бидеме домаќини на вакво надпреварување? Па, прво да кажеме дека ова е надпреварување нешто што Македонија до сега го немала. Значи, тоа е Младински Европски олимписки фестивал, каде се учествуваат сите 50 држави од Европа, со преку 4000 учесници. Тоа е, значи, многу голем залог е, да речеме, за сите кои сме во спортот во Македонија, затоа што ова е доделено не на Македонскиот олимписки комитет, овој инвент, овој спортски настан е доделен на градот Скопје. Така да во комуникација ние со градот Скопје, со државата, отидовме и го дадовме предлогот Скопје да биде домаќин. Значи, луѓето од Европскиот олимписки комитет без никаков проблем, знаејќи ги нашите желби и можности дека можеме тоа да го направиме, ни го додели овој настан. Меѓутоа, во секој случај ние не би можеле да го направиме сами. Зашто не можеме сами? Затоа што 4000 луѓе да се сместат, тоа е огромна обврска за нас и за домаќинот Скопје. И идејата наша е да тие бидат сместени во домовите кај што се студентите. И тоа е голема работа не само за студентите, туку и голем залог е, реков, и за тие кои што треба да ги обноват студентските домови, затоа што сега студентските домови се на многу ниско ниво. Единствено добар е Гоце Делчев домот. Ние да речеме, секој месец имаме тие инспекции од Европскиот олимписки комитет. Бевме да ги посетиме и другите домови, тие се у многу лош ситуација. Значи ќе мора, нема сакаме или не сакаме веројатно, ќе мора да се обноват. Знаете што е добро, затоа што веќе се обезбедени пари од Европска унија за реновирање на домовите. Сега проблемот е да тие да почнат да се реновираат. Ако почнат да се реновираат, имаме време, година и нешто за да се обноват и да се реновираат. Меѓутоа, не знам, таа папирологија што викаме, се уште ќе нас трае, иако тоа требаше да се почне за нова година, се надеваме дека во најкраток рок ќе почне после избориве, затоа што и тоа е сега проблем која влада ќе го прави, меѓутоа која влада да биде. Без разлика настанот е интерес нас не интересира бојата, дали ќе биде црвена, дали ќе биде плава или жолта. Значи некој мора тоа да го направи, затоа што тоа ќе остане на Скопје, затоа што тие домови ќе се реновираат и ќе бидат домови за идните студенти. И не само домовите, затоа што сите објекти кај што ќе се одржуваат тие спортски надпревари, голем дел од нив се веќе спремни, некој треба да се доспрема, треба да се реновира, да се помогне целата инфраструктура што ќе се донесе од надвор, ние ќе поклониме на нив. Значи, еве се спомнавме за домовите, има некои домови што се проблематични, например со грејење со ладење. Значи, бидејќи во Скопје во јули месец температурите се преку 30-35 степени,
ние за сите соби ќе обезбедиме вентилатори, затоа што невозможно да се направи во некои домови air condition, меѓутоа ќе обезбедиме вентилатори кои ќе ги оставиме после на студентите. Значи, ќе има некој бенефит од секоја работа што ќе се прави во секој дом, во секоја сала, тие ќе останат за понатамошна потреба. Во овој контекст малку и за нашите спортски објекти. Значи, гледајќи што се случуваше на последното издание во Марибор, неопходен е атлетски стадион, ама атлетски стадион во вистинска смисла на зборот, значи соодветен да биде. Таму видов дека се надпреварува и на соодветен скейт парк, а што се однесува до патеките на планините, пример за велосипедизам и за тој тип на спортови, и таму, значи соодветно обележување, обезбедување и така натаму. Сето тоа ќе стигнеме го направиме, тука си и базените, да не заборавиме. Сега да кажем уште една работа, голема работа за нашиот спорт, за нашите спортисти, млади спортисти е што во 14 спорта сите наши спортисти имаат право да учествуваат. Значи како домаќини сите ќе учествуваат. И тоа е голема шанса да во некои спортови кај што не може да отидат некоја ваква манифестација. Ми рековме дека ова е мала олимпијада, да може да ги измерат снагите со силите со своите противници од другите држави. Значи, а што се работи до организацијата на сите овие спортови, мислам дека за нас е многу лесно да го организираме. И дури од Европа не ни веруваат. Меѓутоа, ми им докажаме дека ние можеме тоа да го направиме, затоа што Скопје, градот Скопје, веќе бил домаќин на многу надпревари во кошарка, во одбојка, во ракомет, во атлетика организација, во кајак, во бициклизам. Значи, ми имаме надпревари меѓународни кои што се веќе одржани. Така да ние треба само да го направиме тоа, да го организираме на начин како што они тоа го бараат. Меѓутоа, мислам дека имаме и луѓе и можности тоа да го направиме. Европскиот олимписки комитет и на наше барање праќаат делегати. Значи, тој делегат доаѓа тука, заедно со луѓе од Олимпискиот комитет и со луѓе од федерацијата која ќе го организира тоа, правиме состаноци, на кои состаноци ние точно знаеме што треба да се направи. Во овој момент имаме ова, во овој момент треба да се направи тоа. Ако ни фалат ресурси, ние мораме да ги обезбедиме. Дали ќе купиме некои работи, дали некој ќе ги знајмиме, тоа што треба ќе се направи. Можеби не сме направиле некоја манифестација која што треба да имаме, например, 750 или 800 волонтери. Меѓутоа, имаме и организации, например, Црвениот крст, што ќе ни овозможи да имаме голем број на волонтери, а и плюс сите овие федерации, кај што ќе се одржуваат тие манифестации, ќе дадат свој волонтери, кај што ќе помагаат во изведување на тие спортски манифестации. Ова е одлична тема и ви благодарам што ја споменавте. 800 волонтери во Марибор еве учествувале. Можеби волонтеризмот во Македонија нема такво место какво што има во другите земји, посебно кога се во прашање по младите луѓе. Некаде слободно ќе го употребам тој збор и престиж дури, и луѓето се благодарни да добијат шанса некаде да волонтираат. Ова е голем настан. Ќе има ли, претпоставувам, некаков јавен повик, може ли луѓето да следат кај вас, каде да следат, и дали ќе можат да се пријават, заради тоа што потоа човек добива нешто што се нарекува сертификат, а повторувам, ова е настан од големи размери, што значи дека не е туку така, да се заслужи. Значи, добро рековте, во Марибор имаше околу 800. Реков дека голема помош ќе биде Црвениот крст, меѓутоа нашата организација, Македонскиот олимписки комитет, со помош на меѓународни фактори ќе организираме курсеви за обука на волонтери. Значи, ние ќе имаме лидери на волонтерски групи, да ги кажеме, кои што ќе се обучуваат во Скопје и кои што ќе ги водат тие групи во поединечни спортови, затоа што, да кажеме, например, на кошарка има една група што ќе бидат само за кошарка волонтери, друга ќе бидат за хотели, трета ќе биде, не знам, за атлетика, четврта ќе биде за бициклизам на водно, бидејќи една од трките ќе се баш кај крстот горе ќе се одржи едната трка, другата ќе биде околу американската амбасада, така да секој спорт ќе има свој волонтери. Меѓутоа сите ќе бидат обучени. За вакво нешто дури се практикува да се има и волонтери од надвор. Значи можеби ќе имаме можеби 150-200 волонтери од надвор. Тоа што значи дека и нашиве волонтери кои што ќе се пријават на нашата веб страница, веќе има објавено како ќе иде таа работа, тие волонтери кои што ќе учествуваат кај нас и кои што ќе задоволат некои критериуми, можат следните игри, зимски или летни, да бидат волонтери на пријавени на тие следни настани.
Има една неубава статистика, која што и тоа се податоци јавно достапни на сајтот на Македонски олимписки комитет, но сега говорам и години наназад. Кога македонските олимпици ќе постигнат некаков успех и ќе заслужат поддршка, стипендија, значи и парична поддршка, она што следува откако ќе добијат таа парична поддршка не е подобрување на перформансите и резултатите, туку најчесто, велам најчесто статистички, од тој момент почнува нивната, ако ја може така да ја наречеме, комфорт зона, а тоа по автоматизам значи дека резултатот оди надолу. Зошто ова ни се случува? Мислам дека ова е тема многу широка. Значи не можеме да кажеме неколку реченици. Ова треба да се направи анализа спорт по спорт, спортист по спортист, за да можеме да даеме детална анализа зашто тоа се случува. Меѓутоа е евидентно дека такви случаи сме имале и имаме во моментов. Секоја спортска федерација или национална спортска федерација, секој клуб и секој тренер во клубовите или во селекциите треба да направи анализа, да направи план и програм, да знае како се спроведе тој план и програм, да се на некој начин да се темпира форма за постигнување на тој спортски резултат. Кај нас, по законот за спорт, кога спортистот ќе освои некој медал, да речеме, тој добива спортска пензија. Меѓутоа, на основа на тие спортски пензии или освоени резултати на спортистите, голем број на функционери и спортски тренери добиваат национални признанија. Например, имаме вие сега во борење, во последниве 3 години, 20 добија национална пензија. Значи, за спортисти од нивната федерација, меѓутоа кои, не речам сега, немале ни некој додир, затоа што кај нас во борењето, борачите тренираат во Русија, доаѓаат на надпревари, освојуваат медал, а нашиве функционери добиваат национални признанија. Што нема логика, баш. Па нема логика, ама добиваат. Никој не е одбил до сега. Добро, ова е прашање претпоставам на нашиот закон за спорт и правила кои што така е пропишано и така се добива. Се добива. знае кои би требало да ги промени, нели, за да евентуално бидеме подобри. Еве кажете ми од личен пример. Како вие, кога бевте млад, продолжувавте себе си да се мотивирате откако ќе се постигне некој голем успех? Например, освојуваме титула. Одлични сме на меѓународно ниво. Учествувате на олимпијада. Меѓутоа спортистот секогаш мора да си најде мотивација за некој следен чекор. Тоа како го правевте? Значи, јас кога сум бил спортист, не сум дозволил на еден тренинг да биде некој подобар од мене. На тренинг. И денеска, кога сум на улица и кога ќе се запали зелено светло, не дозволувам никој пред мене да ја помине улицата. Значи, и денеска сум со тој надпреварувачки дух. Значи, у мое време, јас имав нели меѓународна кариера, кога доаѓа во Скопје, не дозволував на еден ден да не отидам на Вардар, да не трчам. Комшијите мене кога ме гледаат си викаат, не знаеме што е со човекот, се дошол да се одмори, он веќе 2 пати на ден иде на Вардар да трча. Меѓутоа, јас знаев дека ако тоа не го правам, дека кога ќе се вратам тамо кај што ме купиле под наводници, дека можеби да бидам под нивото на кое што тој го очекуваат. Ако ја идам тамо, ја морам секогаш да бидам најдобар. Значи секогаш сум бил најдобар затоа што тоа што сум го правил цел живот, сум го правил на максимално ниво. И затоа сум бил и сум останал во, да речеме, во елита, светска елита во тоа мое време. Еве до ден денес го сакаат вашето искуство и знаење. Има ли спортисти помлади, не мора да се од спортот во кој што вие сте биле дел? Еве нека и друг спорт, да дојдат и да побараат совет, да постават прашање, да побараат поддршка. Па трагедијата сега мислам не е добро тоа да го кажувам јас, што за многу работи кога станавме независна држава, и спортот се, да речеме, се отргна од Југославија, да кажеме. И од тој момент во многу спортови мисле дека спортот почнува од нив. И тоа мислам дека е голем проблем, дека таа традиција дека ние не ја задржавме во многу спортови и голем број на тренери што на некој начин можеа да помогнат, беа отфрлени. Не направивме нешто што требаше да се направи. Сега гледам, јас затоа само можам да му честитам на двајца луѓе во овој момент. Тоа е Кирил Лазаров и Столе, кои после завршувањето на нивната кариера
тоа што го знаат, што го умеат, сакаат да го пренесат на помладите. Кои спортови сакате да ги гледате? На кои спортски настани сакате да одите? Еве и на страна од бојката, има ли нешто на кое што сте фан и си уживате во слободно време? Вака, значи јас ги пратам сите спортови. Значи нема спорт што да не речем не го познавам. Значи од билијард, снукер, кошарка, одбојка, ракомет, фудбал, значи фан сум на сите тие. Нормално дека како играч на Реал Мадрид, за мене Реал Мадрид е екипа која следам, значи без Добро. до крај. Значи Лига на шампиони пример се интересна ви е? Лига шампиони Па не може да не Евролига. гледам, значи Па и сите на да не решам и пребројање, свадба супер. би откажал дека морам да го гледам Реал. Тоа е така е. Меѓутоа и сите екипи кај што сум работел, кај што сум бил играч или тренер, на пример у Партизан бев тренер, сега го следам кошаркашкиот клуб Партизан, затоа што Обрадовиќ е тренер, ние заедно бевме една година во Партизан. Има други спортови кои ми се стварно многу блиски, кои што многу ги сакам, не знам. Например, кога одам на Олимпијада, ќе се зачути некој, ја идам да гледам бадминтон. Меѓутоа, бадминтонот е страшно активен спорт, кој што кај нас за жал е на најниски гранки. Меѓутоа, еве шанса сега, бидејќи бадминтонот ќе биде на програмата, на некој начин да му помогнеме и да го подигнеме и да го качиме на некој повисоко ниво. Така да мислам сите спортови се, оној што го разбира спортот му е интересен. Тој што не го гледа, само го гледа, а не го разбира, мислам се гледа на друг начин. Значи ја може ќе ве зачуди што на секој сабајле станувам рано за да гледам кошарка. Сега НБА е актуелна и јас ја следам. Неминовно е спорт, разговор спорт, дали е тоа кошарка, дали е ракоме, дали е фудбал, пошто сите играат и спортска прогноза, таму се А и тука е интересно. Се е интересно, така. Ја не играм спортска прогноза, меѓутоа мене ме прашуваат, па некојаш и погодувам резултат. А за стручно мислење, па добро, Така е. секој со својата улога, нели? Има ли некој спортски настан што до сега не сте го следеле во живо, а сакате еве да отидете и да гледате во живо? Па сакав да отидам и не сум отишол да гледам скијачки скокови на планица. Меѓутоа мислам дека ќе ми се исполни таа желба, затоа што имаме големи пријатели, стално ме викаат на планица. Додам, меѓутоа, до сега планица се одржава стално во време кога имаме тие европски фестивали и младински, така да немав некој термин да најдам, меѓутоа се надевам дека во најскоро време и тоа ќе го исполнам. Да, јас ви посакувам да ви се исполни желбата. Ви благодарам многу што прифативте да дојдете. Иако, реков, можеби не ни е најсветла ситуацијата во поглед на Олимписките игри, меѓутоа се надевам дека тоа што сте секогаш расположен и подготвен да го споделите со јавноста, врз основа на лично искуство, ќе биде мотивација, особено за младите кои се занимаваат со спорт. Ви благодарам на поканата уште еднаш и да кажем уште еднаш дека мојата врата во Олимпискиот комитет е отворена за секого 24 сата на ден. 7 дена во неделата, мојот телефон никогаш не е затворен. Да, ви благодарам. Ви благодарам уште еднаш многу. Еве подсетуваме до гледачите, следете што тоа прави Македонскиот олимписки комитет, затоа што ќе имаме голем настан во Скопје во 2025 година. Ќе има шанса сите на некој начин да придонесеме или помогнеме, па макар и како фанови или гледачи од страна, меѓутоа да бидеме добра поддршка. Ви благодарам што не следевте, ви посакувам да уживате во ова празнично попладне, а секако се гледаме за точно 7 дена. До тогаш останете на Телма.